Речиси 300 милиони евра владата планира да потроши со новото прекројување на државната каса од првично планираниот буџет. Представениот ребаланс, кој треба да се најде пред пратениците, ќе ја зголеми расходната страна, која ќе изнесува 4,3 милиарди евра, додека пак приходната страна на буџетот се планира да се зголеми за 100 милиони евра и ќе тежи 3,6 милиарди евра. Со ребалансот на буџетот, владата покрај другото одвои пари и за административците, односно за исплата на државниот регрес. Иако во текот на пандемијата, за разлика од приватниот сектор, платите на државно вработените останаа исти. Расходите за исплата на платите се проектирани на ниво од 31,6 милиарди денари, во кој е вклучен ефектот од строга контрола на нови вработувања со цел оптимизација на јавната администрација. Секако овде е вграден и регресот за годишен одмор, согласно гранскиот колективен договор за органи на државна управа, стручните служби на владата на Републиката, судовите, јавните обвинителства, казнено-поправните и воспитно-поправните установи, државно правобранителство, општините, градот Скопје. Со новата поделба на парите од државната каса се планира и продлабочување на буџетскиот дефицит, за кое министерот за финансии Бесими вели дека ќе се надополнил со можност задолжување од дома и странство. Финансирањето на буџетот и дефицитот ќе се реализира во износ од 43,3 милиарди денари преку надворешни домашни извори. Во рамките на отплатите по основ на претходни задолжувања влегуваат еврообврзницата издадена во 2014 година во износ од 500 милиони евра, која доспева во јули, и државните обврзници во износ од 4,7 милиарди денари и структурните обврзници во износ од 1,4 милиарди денари. Домашното задолжување во однос во износ од 23 милиарди денари ќе се реализира преку државни хартии од вредност со истовремена отплата на државни обврзници во износ од 4,8 милиарди денари, така да нето задолжувањето ќе изнесува 18,5 милиарди денари, кои ќе бидат искористени за финансирање на потребите во тековната година 2021 година, а и делумна за финансирање 2022 година. Новини во ребалансот се новата подпрограма за зелен развој, нови инструменти како развојна обврзница и зелена обврзница, кои ќе бидат наменети исклучиво за инвестиции и зелен развој. Наскоро се очекува да биде презентиран и планот за финансирање на забрзаниот раст, кој се очекува да овозбржи нови инвестиции.